душа пред мене. Друштво е цело, тело до тело, само ти. Чаша во рака и како да бараш некого со погледи. Ми амор, долга ноќ и последно танго. Дали е нормално на тебе да мислам по ден и ноќ? А дали заедно да бидеме така е судено? Ми амор, пушти ноќва да ми те води, ова страшно бестрено годи, како сонце злато што сјае, како парфем кој предолго трае. Околу мене три си бои, море, небо и очи твои. Животот без тебе е беден, само ти го направи вреден. И ова вечер се исто, не си до мене, толку сме близко, а толку сме далеко. Црнено, така ова вино. Знам ке ги сонуваш моите чекори. И ми амор, долга ноќ и последно танго. Дали е нормално на тебе да мислам по ден и ноќ? А дали заедно да бидеме така е судено? Ми амор, знам ке ги сонуваш моите чекори. Опа, дурно. Браво, бе. Мораше негде да го љупнам. Ајде, здраво. Ај, добре ми дојде. Добро те најдов. Дани Даниела, така ти е Уметничко. 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 Дани, кате Даниела, како велеше тоа. А Маријано е Ѓоргиевски. Да. Леле, јако. Иначе, прво да ти речам, ќе заборам, ти добре дојде во студиото мое. Добро, Прв пат во моето студио снимаме лабаво. Така што се надевам дека лабаво ќе ти биде овде и дека... Се надевам и јас, нема да се стегаме да имаме треба. Па добро, пред камера обично сите имат, ама пошто студио, ај ќе речиш снимаме ние ова, до душа и в студио имат пеачите треба, па обично. Ау, прашај ме мене. Така? Јас цел Не век... постои да бидам присутна во некоја емисија во студио, да немам треба. Браво, јас да ти кажам, цел век... Браво, мајте. Абе добро, цел век в студио сум мое, го имам дома, снимам секој ден, ама го ви треба дом на друго место. Одиш и некако чудно, особено па ако снимам пеење нешто, трема како ме паѓа тоа. Во секој случај мислам дека тоа е една добра одлика и карактеристика на ние што се занимаваме со ова работа, затоа што сепак ова е одговорност и се трудиме да бидиме перфектни. Така е, дефинитивно. Иако совршенство не постои, ама Па тоа е да муавето. се трудиме да бидиме блиску до тоа совршено. Да, абе тоа ти викам, сите сакаме, особено тие што ја учиме музиката цел век, што ја работиме, што се сакаш да го направиш најубото нешто, сакаш стално си најдобар. А има пример денес генерации нови, некој што ќе дојде и ќе го акне аутотюно, му е гајле го звучи. Битно тој дојде да си го кажи нештото, па во свето па ќе се направат питулица и ќе влези она и ќе мумла нешто мамбл реп, не се разбира што збора, ма него јако му е. But I'm the best. Да, чуден феномен. Кажи ми са ти, пошто демек во овие по-фолкерските води си, ама песнава не ми делува фолкерски некако, многу забавна ми е. Како и во неа некој рапер да видов, не знам, така ми се причинува. Да. Како стигна да направиш ова соработка, да речеме? Види, тие што ме знаат и што ме следат по свирки и општо и моите блиски, знаат дека јас сум тип што сака да експериментира, посебно на тема музика. Според мене музиката нема граници, дали била изворна македонска, дали била, не знам, балканска музика, била ова популарна, комерцијална, било турбо фолк, било обичен фолк, шо и да е. Значи јас работам заедно со мојот бенд во глобала над сите тие стилови. Како се викаше бенд, извини, Тик-так? Тик-так? Не Тик-ток, Тик-так. Па траеше Тик-ток да окрсти. Добро, ние откако постоиме како Тик-так, Тик-ток не ни постоеше. Да. Ние сме постари малце скроз Тик-ток е нов скроз. И дојдовме до идеја со еден дечко од Прилеп кој што исто како тебе, така со гитарче си се внесва сега во овие води со музика, кој што доста често ми беше на гости на мои свирки. И скроз спонтано мене нешто ми текна, ајде
да седнам така да пишам, by the way, дел Текстот е твој? мој, дел е мој, браво. пола е моја, пола е негова. И Добро сега се. гледај моментот. Јас застанам да пишам, по некоја си музика како пример си ја земам, пишам некој текст и кам, ова е баш идеална. Андреј се вика, Реј, уметничко име. Ова викам ќе му ја дам на Андреј, нека ја испее, па ќе ме пиши мене таму нешто као текстописец. Тој ми се, Дани, знаеш шо, и јас имам некоја песничка, размислував да правиме нешто како дует. Јас му го пуштам мојот дел, тој мене ми го пушта неговија, ние уствари се наоѓаме во некоја си латино верзија и таква спојка се направи што со мали измени го направивме и се направи да испадне дует. Браво, И се викам, па зашто да не го снимиме? Да бе, оти да не. Јас во светот сегде прат некои вакви ќе се измешат од различни жанрови, од ово, од оно, и знаеш, и едната публика и другата публика ќе ги споиш и ќе види поинтересно. Само кај нас овде нешто, не, јас ова не пеам, јас ова не пеам. Ние сме малку сме тврди сме ние малку. Тврдокорни скроз, малку поќе сме, ама добро. Се надевам дека ќе се олабајме понатаму малце. Зато лабаво ја крстив емисијата, да ја олабајме малце работата. Односите меѓу музички, што се вика. Да нема политика во музиката. Скроз. Да нема политика. Тоа ќе оди многу полесно. Така е. Оти, знаеш, сите што идат на емисија со сите исти муавет, абе треба да соработваме, треба ова да правиме, она да правиме, а пак никој со никој не соработува. И тоа ми е чуден феномен. Само бендисани сме, тоа е да, проблем. Феномен чуден, ама се надевам дека кога тоаш полека ќе мрдниме работата. Еве, мрднуваме. Малце од малце, да. Нема кај на сете, чудо, не ќе да се мешат луѓето. Ни треба поддршка во секој случај, Дефинитивно. публиката ни треба поддршка. За жал, сето ова што го збораме ние, што сакаме да го направиме, тоа се случува на Балканот. Се случува, дефинитивно. Секој со секој се поддржува. Тоа со тоа се меша, не знам, еве ќе ги земиме Јужни ветар, не знам колку тебе ти е познат тој стил. Јужни ветар кај што употребуваат не знам какви светски фрази од джез, од сол, а од друга страна хармоника оди на максимум. Познато ми звучи, познато. Ете така. Како да имаме една хармоникаш онде погоре на спратот во фамилијата. Туку што ќе викав, ама јас гледам не дека само ние сме затворени меѓу себе, туку затворени сме и кон другите држави некако. Баш пред некој ден приметив Нојзи од Албанија со овај како се вика Константинос Аргирос, како се викаше гркот, што има еден тон хитој, имат песна направено заедно. Си соработват меѓу себе. Грците со србите соработват со ние некако со никој, со сите сме нешто испокарани, не дека нема причина, ама некако и меѓу себе сме испокарани, пак и меѓу се од политиката произлезе. Од политиката. Најубаво е да нема, барем во музиката да ја нема политиката, ќе биде супер. А за жал ја има. Да тргнеме и од Евровизија, настапот на Тамара веќе беше баш добар пример колку политиката е вмешана од второ, прво место во еден момент кога дојде скокна таму на седмо, кој беше. Нажалост. Пусти политики. Дај да мениме темата, ти многу ќе навлезиме. Има што се збора таму. Мене најмногу што ме нервира во цел тој факт е што цело место медиумски простор што го имаше музиката, сега го има политиката. Уствари цел медиумски простор го има политиката. Скоро и да нема ништо друго освен политика и турски серии. И после бараме музика. Има, да. Никад не е касно и звезда гранда. Има, балкански емисии. А наши вака лабави емисии кај што се промовира македонска музика нема. Точно. И после... Па тука треба да се позанимават политичарите на ова тема. Ето. И после немаме македонска музика. Ние имаме македонска музика, ама никој не ја пушта и никој не ја промовира. За да биде популарна, треба да се промовира, треба да ја има по телевизиите. Зато пробаме да правиме емисии. Кажи ми ти, пошто си свирите со тик-так, леле, тик-ток, сега дека го спомна тик-ток ми да речам, а претходно не ми идеше, да. Си свирите и свадби, свирите и настани, свирите се. Се што треба, само да е весело. То ме бендисва, нема тука, кај треба, шо треба, тераме. Кажи ми, колку души сте во бендот? Тројца по потреба, плюс со тие се претежно од Прилеп, колку што знам. Да. Дури тебе те мислат Прилепчанка, ти со нив свириш. Па да ти кажам, да. И јас да ти кажам едно време, оти договаравме некој хуманитарен, не се сеќавам за шо беше за некој Прилеп и така некако ми се врза. Заборев скроз дека од претходно се знаеме, да. Скроз заборев. Кажи ми,
ти имаш убав приказна како уствари влезе во музиката и кај се учеше дур да влезиш во музиката. И многу е јако, пошто музиката општо во Македонија не се смета како професија. Тоа е нешто што така. Си свирите, си пејте, разбираш. Па да, интересно е кога на некој, например, ќе му кажам, викендов сум на работа, не можам. А кај работиш? Како работи за викенди, шо? А кај работиш? Или кој ќе му речам, јас ако се напијам алкохол на работа. Добро, шо работиш, шо може алкохол да се напи? Па сигурно кај канцеларија не пијам. Да. Не се смета како работа, да. Кажи ми ти како ствари твојот пат бидна до музиката. Знам дека учеше друго, знам дека техничко учеше негде и шо учеше друго. Јас бев запишана економско. Значи прво единствено од страна. економист ќе беше. Да, од страна на музика единствено во основно го имав тој хор школски. Како беа тие нели во основно што ги праја? Да, хорчиња школски. Кој го бива за пење се праеше Прв некој глас, хор. втор глас. Јас бев единствена во прв глас. И бев единствена во редицата. Браво. Другите ми беа втор, трет. И се овие Браво. сите мисля дека знаеш тогаш имаше 2 оценки плюс. Ако одиш на хор и по музичко, веќе ти си решен, имаш 5. Готово, Доволно е да среден. научиш до 3, после имаш 5 секако. Средено. И сите мислеа дека, Даниела музичко со хоро, сигурно и музичко ќе се запише. Јасно и на крај памет. Дека Шо постои ќе ми е уопште? мене музичко, јас во живото Да. некош не ќе бидам пејачка, зашо ми е музичко? Да. Се запишав економско. Тие тинејџерски глупави идеи, моменти, не знам, со другарки заминавме, кај шо ни учат симпатите, ние по нив. Така, обично така се Ние правиш. по нив заминавме, се запишав техничко, ми текна, се отпишав. Јас до 1 октомври, школска година, значи почнува. Јас до 1 октомври од школа во школа се шетав со документите. Шу. Нигде не бев запишана, сегде се јавував, ме прима, јас се отпишав, само музичко не се јавив. Овде техничко виде сите мажи И назад. заврш, не, на крај се Таму? вратив таму, затоа што веќе економско се исполни, веќе немав ни можност да се вратам повторно економско. И си се вратив информатика, да, преубав смер завршив, само да бев малце попаметна и да сакав да го учам. Може би ќе ми беше добро, ама Абе, добро, види не сега. било то за мене. Не било. Во секој случај треба нештото да го сакаш и да покажиш желба, волја, али од друга страна постои еден друг момент, што на пример го имав јас. Кај мене бил тој некој талент што сум го имала уште од најмали ноз од 2 години. Баш нек имавме со Благица Павловска емисија Браво. кај што и го кажав баш токму овај муабет дека јас на 2 години на некоја свадба кај што сум била, една од првите песни ми е нејзина "Не можам душо, не можам да те заборавам". Преубава И песна. свирете ја зајди од Олгица Христоска. Значи јас уште на 2-3 години сум појавила некој таков талент, Ја. кај што понатаму реагирале доста од роднините на сидо да го запишите чупето. И јас од малечка срамежлива, не татко ми, мајка ми нешто многу не обрнале внимание, не, таа срамежлива е, не срамежлива и реално и бев многу срамежлива, многу повлечена и то сето така си затај. Кај што сега, например, ми е многу криво и му викам, како не сте биле малку построги од многу помала да го учев, кај што сега сигурно нема да ги имав некои потешкоти со кои што се соочувам сега, што се однесува до тие технички моменти. Да, бе, добро. Убаво што порано е поубаво во секој случај, ама Сега сум самоук. Сега сум музичар без школа. Абе, добро. Знаеш, на крајот на денот јас тоа викам. Треба од Ако Госпо виднина- вака да имаш така малку. е, така. Ако тоа го виднина- немаш џабе. Ако имаш од Госпо вака со инка турено што викаме, Да си и попрашен. и ако сакаш, ако ја имаш желбата, ако работиш на нештото, на случајот, на крајот на денот олеснува школото во секој случај, ама не е пресудно. Јас кога во иднина моите здравје Боже дечиња би сакале да бидат музичари, би ги натерал да завршат некакво школа, ама дека ќе ги силам факултети, ова, она, дека нешто, ако видам дека толку многу желба имат и ако сакат да учат, денешно време дури можат и многу работи можат и сами да научат, а многу работи може и татко му да му каже, ама ќе видиме, здравје Боже, Апсолутно. има време. Дај бе да манио некој песниче, ние му навлеговме тешки муабети вака. Уште малку, Бога ми, само Не можам вистина ќе ја душо, не заме. можам, да. Не можам душо, не можам да те заборавам. Оган што гори в градиве, јас да го изгаснам. Моево срце рана е тоа,
душо не можам да те заборавам. Шу. Вајди. Му пејшмо, ростедите работа. Се трудам, добра. Да, многу работи има и во пеењето, и во школувањето и така натаму. Најбитниот показател за талент, што според мене неизбежен е кај талентирани луѓе, е желбата да испеат најубо и стравот дали доволно убаво испеаат. И не постои човек што е талентиран, ретко ептен има такви некои што се ептен самобендисани што демек јас испеав и готово, така. Обично сите што ги интересира и што сакат да дадат максимум и што се талентирани стално се двоумат дали имат скептици. Да, и преге уште кога ме праша преге и како ти звучеше окей беше онако пробавме тоналитети си викам чим прашваш таване. Се натаму не е ништо проблем натаму. Јас дури досадна сум со тоа што прашувам. Освен песната што свиривме на почеток, други песни имаш твои, јас не сум во текич, со работи обично и луѓето некојаш ми се љутат, ама тоа е наши сме. Па тука треба да тргнеме. Ти треба да ги знаеш моите, јас треба да ги знам твоите, на тој, на Трајко, на Петко, мораме да се ги знаеме во секој случај. Песните само на тој начин ќе ни успеат, али од друга страна јас и сама ќе се нападнам. Јас сум тип што е самокритичен, не често ги пеам моите песни на мои свирки. Зато те прашвам, и јас сум исти. Не често, затоа викам сама пред се ќе се нападнам, а знам дека и голем дел од моите колеги кои што се, ајде да кажам, не сме на некое превисоко ниво, туку се уште одиме скала по скала. Така. Да, имам песни, имам отприлика 7 песни, така идат, 6 со нешто плюс со преработка. Знаеш зошто не често, можеби се плашам од онај момент кога прв пат ќе моја понудиш на народот и сега ќе метниш измеѓу песни што ги пеат и ти кој ќе моја понудиш ова и оп, се смират затоа што не му е позната. Тоа не дека е нешто страшно, ама таа енергија што во моментот ја добиваш малку те деградира и секаш леле може не треба. И прескокни ја следна свирка, прескокни ја следна, си поминало времето, наместо да испромовираш песната, отишла во заборав. Така е, јас. На тоа треба да поработиме. Треба. Мора да почнеме малце поќе си ги промовираме песните и меѓусебно. Има доста што се упорни и навистина успеваат. Има. По со тек на време ќе забележиш дека и некој се труди. Има одредени места кај што можам да ја пласирам пошто ми е таква публиката. И забележувам дека веќе по неколку пати луѓето отворат уста. Значи се трудат да ја разберат песната. Така. Има многу што се упорни и успеваат и на тој начин му идат до до момент. Оти да не, јас мислам порано така ги учеа луѓето песните. Еднаш ќе му свириш, ќе бендиса некој ќе порача уште еднаш да чуе, уште еднаш и после третиот веќе. Ситуации на неснимени песни, некој еве сум седнала, сум напишала дома, се уште абер нема, не сум ни влегла студио, да земам сега да ја пласирам, ќе ја научат луѓето и после веќе кога излези веќе хит, да. Мој познат. Може ќе се сменат работите си, велам. Јас имам надеж. Знаеш, и јас имам да ти кажам право. Евто Попиновски го знаеш, сега нели тој ќе има концерт. Туѓа си бескрено на времето, никој не ја знае. Вистина. Сега туѓа си бескрено, значи нема свадба. На свадба на невестата му се пеј туѓа си бескрено. Нема појако, најакиот Роза моја, ние двајца многу можевме. Леле. Знаеш, сум бил на свадба кај што 3 пати едно заедно ја порачваш едно вате. Свикам сумове другар. Која мака ја имаш ти? Значи имаме надеж за нашите песни. Да, има. Која мака ја имаш ти 3 пати што ја нарачваш кај други луѓе на свадба? Шо ми интересира приказната што било тука. Преако, живи се. Ама има. Мислам, гледам и јас дека некако малци и генерацијски се менват работите. Имам некоја надеж дека ќе биде работата. Не знам оти, ама се надевам дека малце од малце ќе ја поттурниме. Само да се разбериме да не излези од контекст моабето дека нешто оди на шега со туѓа си бескрено, чисто дека Не, песната има момент кога и нашите песни да му дојдат тие 5 минути. Нема шо, песната си е песниште и криво ми е. Пример истото и за Заветна, го правевме муабетот со некоја емисија. Јас имам како преработка. Години ретко кој ја пееше порано, ретко негде да слушниш. Излегвање од нигде никаде, еден преработка, друг преработка, трет преработка, сега без неа нема шанса
да има нешто свадба или нешто некоја таква по фолк журка или што. Лично јас кај што Нема шанс. настапувам, пошто јас се имам исто преработено во некој си така по етно староградски стил да кажам и знат да ми речат ај ова твојата македонската? Да, Се твојата. не ми вели мојата што ми на пример душа боемска, не знам Да. нула што е во друг стил, а ова твојата тамо кај што си во црвеното? И веќе ми е јасно за што стане По збор. аутфитот ја знаеш. Да. Така ме Ко на памтат. татко ми што му дошле. Да ми ја свириш 17 пати Македонија. Вика се гледаме ние сите цел век свириме 17 пати Македонија. Пак дојде, не ја свиривте, свириме некоја друга нешто што не ми ја свиривте песната, па дојде не ми ја свиривте. И му текнало на тој што му бил пеачо. Ај запеј малце. И брато ја почнува Оган го гори Брезово, а и татко ми и другите тројца од Брезово по потекло, ама Оган го гори Брезово Македонија. Јордан со чета Македонија и ги броел 17 пати Македонија, брато, и така ја знај песната. 17 пати Македонија. Думај се ти која песна ти ја вара. Колку има така кои Преако. ќе порачаат. Има? Еден дел, еве повторно туѓе си бескрено. Ке ти речи, нашата света куќа може или кај на старото место песната, и се ти мисли се во барај која во песна текстот, да. го има тој дел. 2 милиони текстови и барај се Има, која има. строфа беше. Има, Леле, баш ги преако. има. Преако. Дај нешто, мора преге многу кратко ми дојде со не можам душо, не можам да маниме нешто друго. Ај заветно да си. Заветно? Ај. Од каде? Од Г. Г. Јас не знам. Негде ќе те премолчат, негде ќе те сокријат, гроб со гроба ќе покријат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Да, нашиот Пепи, Италчанец. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Можеме заедно. Векови, векови, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Погода менеш последње право. Векови, векови, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Ти без мене, јас без тебе. Браво бе, за пробано, Ја погодив, одлично. море, човек. Одлично. Одлично. Браво. Ама ја имам негде, знам дека Модуско снима овде, ја свиреа во еден од сплетоите Аха. и си ја подпевнував после времиња низ дома и знам дека лани или оломнани на некој од емисите нешто зборав за музики, дека манав дел од песнава и тогаш така непробано и толку. И сега ако ми рече ајде да свири, да маниме, си викам сега. Се што прави? Не ми ни текнуваше како почнува и кога почна да пееш си викам аха, чекај сега акордите по некоја логика. Па добро. Ја најдовме, да. Според мене нашите македонски песни после нови во 7/8 до некаде се тука. Тука се. Тука се блиску сите една на друга си наликват Да, и заради тоа и сме препознатливи кај сите кои ќе се слушне во 7/8. И можеш од една во да. друга да влезеш со мала измена се. Дефинитивно, да. И многу пати истите припеви ги свират за различни песни Аха. и да не е тој ќе го мани истиот, продолжи од Битно да се другата. погоди тоналитет. Да, само тоналитетот се погоди. Мисла, мене ми се случва со песна, например, што онака само ја имам слушнато, и се некој стварно му е кеф.
И сега гледаш дека му е желба да ја слушни песната. Ако воопшто не ми е позната, наглада се намести, тоа е тоа. Ама па се некогаш си викам, зошто ако малку ми е позната, Да. оти да не направиме некоја импровизација, Да, во миксот на ја крајот пипнеш. најголеми аплауз ќе го добијам токму на таа Најако. песна. Најако. Мене ми се случи така на свирка, кој излезе Деспасито, не ќе да слушам шпанската и кој дојде на следната свирка Пародијата од Деспасито. Никола, тоа. Деспасито, не беше уште тогаш излезе претходниот Деспасито и јас на сите не знам, и нешто имав слушнато Деспасито. Ај реков ќе пробам чисто информативно меѓу песните и реков Деспасито и се испеа, се изиграа самите луѓето. Така и аплауз. Следната свирка 20 песни латино. Да трза гитарчето вајна, беше сум си поминал, замерак си, викам, ова функционирало, па после сваќаш дека со латиното и толку. Ова те слушам во Да, и пионерски. толку луѓето, хао, си го кладов и Ферус во приказната, да виш како одма поинаку луѓето расположението му менува. Сега од кај беше? Ова Амол. во Це? А? Амал беше, од кај саеш да го маним? Ај направи го ти во Це и после јас ќе влезам во една друга така. Само држи вика, вика. Целиот град за тебе зборува колку си ти згодна и убава секоја ноќ другари за тебе збора. Кажи ми ти каде излегуваш подоко ти кого погледнуваш чекори твој каде ти го ода. И руски рулет би играл за тебе и живот би дал само да посакаш ти. За момент ме запали кога сум динамит. Остави се и дојди сакај ме. Ео, патува далече глас. Ео, каде си ти? Ео, по тебе изгорев јас. Ео, патува далече глас. Ео, каде си ти? Ео, по тебе изгорев јас. Шубав. Прејако. Виде? Интересно. Шубав микс. Не, и јас си знам вака да искомбинирам од една во друга да Му влезам. влегваш некажано на бендот директ. Ба, О. да се траштат. А тука. имаме и на моменти имаме и сукоп кој ќе Не, па. влезам од една во друга, ама мислам дека назад музичарите не можат да го разберат, не можат да разберат таа енергија што ја чувствуваме ние напред како пејачи. Е така. Се јас на пример има момент, еве ја пеам руски рулет, не е моментот, не му се погоди бе, да. нити 5 минути. Во ќе момент влезеш во влегвам, друго. значи ритамо се држи, ќе се свртам, ќе му покажам со прсти интонација, ќе се разбериме сето тоа. Влегвам друго, токму тоа ќе запали. Да бе, да. И убаво кој ќе запали, после немат алиби ништо да ми Па рече. така е. А иначе ако не запали, Ако не запали- ете, не требаше вака да влезиш, не требаше. Не, ама добро, кога ќе си ти напред, ти ја осеќаш енергијата. Во секој случај. Битно е енергијата се долови, другото се друго си иди. И ми се чини и крајот си дојде да ти кажем, некако како да заглавивме на ура. Си се зазборавме. Шубо. Ти демек трема имаше нешто, ти ми кажеш трема имам вишуво кој се разбора човек шуве. Забораваме Трема. с кој ќе се разбора. Тоа е битолска работа, бе. Кој се зазбораме битолчани, крај нема муавет. Вистина такви се. Фала ти многу што ми дојде на емисија. Мислам дека убај миксој манавме, убај песничиња манавме, убај муавети манавме, да ти кажем право. Тоа беше. Јас Јас само ќе додам уште нешто. Може, слободно. Пошто ова ми е прва прилика кај што ќе можам да најавам во март следна година ќе имаме некоја турнеја со Браво. инструментал, колегите и со Маријан браво. Коцев. Браво. Така да Австралија ќе слушате македонска музика таму. Нешто и од нас. Австралија? Австралија. Шубо. Браво. Фала ти уште еднаш еднораче, ти пуштам вака, Фала ти тебе на пошто не сме поканата. многу исповрзани тука со кабли. Се надам дека ти беше лабаво.
мене ми беше одлично. За Се мене. надевам и на публиката ќе му биде супер да И не се гледа. не знам во која камера да се, ај во ова ќе се одјавам најширока ше. И фала ви вас што дојдовте денес на ова лабаво издание, како дојдовте не знам, обично дома го гледате, ама нема врска. И сега ќе свртиме онде демек финти правиме со камерите и се надевам дека ќе дојдите пак наредна недела во 18 часот. А ако не, да сме здрави и живи. Останете на нашата програма и се гледаме наскоро. Поздрав! Чао, чао.